Isto kod Goslavi Ilinden, najgolemiji od praznikvo makedonskata istorija, čije što značenje za nas započnuva su Ilindenskotovo stanijevo Kruševo, 1903. i formiranjeto na prvata republika na Balkanot. 41 godina podocna žrtvata na Kruševskite Ilindenci, ja najde svojata vistinska smisla во odlukite na prvoto zasedanije nasno. Со гордост заради раѓањето на нова и светла, слободна држава. Безкрајните напори, паднатите жртви, жетта за слобода станаа реалност. Денес живееме слободни во суверена и самостојна држава, а борбата на нашата генерација продолжува за интеграција на нашата земја во Европската Унија и НАТО. Svoj odstav za goleminata na Ilinden преку писмено соопштение го искажаа и од ВМРО ДПМН. Прославувањето на двата Илиндена е прославување на стремежот и идеалите на генерации македонци преточени во нивната борба за слободна Македонија. Денеска ние го чествуваме нивното дело, но ја носиме и одговорноста да ја продолжиме борбата, овој пат борба за просперитетна и европска Македонија. Со нови сили и со уште посилна енергија напорно ќе работиме за да обезбедиме силен развој и напредок за секој граѓанин на Република Македонија. Само обединети и со континуирана работа ќе изградиме заедничко современо и просперитетно општество. Паралелно со државното Илинден има и големо верско значење, поврзано со големиот култ на громовникот Илија на овие простори. Пророк жив, кој што е најголем од старозаветните пророци, е жив, е вознесен на небесата. Како што гледат и самите може да видиме, секаде е почитуван, на ова место во село Аргулица е посебно почитуван, бидејќи самата црква е посветена на овој светител. Народот доаѓа, се помолува за своите потреби, но воедно и благодари за преку целата година што светиот пророк Илија ги чува нивната фамилија. Инаку името Илија е меѓу 10 најчести машки имиња во регионот и него го носат над 4000 овдешни жители. И додека едни слават Слави и Мендени, други се во Крушево или покрај некој манастир, илјадници македонци и годинава заминаа во туристичките места во соседството, користејќи го продолжениот викенд.